За мене, знаете ли што е најболното? Најболното е кога зборува со луѓе од Македонија, себе нарекувајќи се македонци, националисти, не знам што и како, да ме нарекуваат подродник, да ме нарекуваат предател, затоа што јас сум од Македонија, пак јас сум нели со бугарско самосознание. Значи јас пак го подчертавам како се вели, јас немам проблем со луѓето во Македонија што се нарекуваат себе си какви да се. Значи може да има срби, бошњаци, роми, секакви, македонци, албанци, турци, така натаму, но не може да има бугари од Македонија. Многу често во разговори тоа ми го споделува и ми го кажуваат. Тоа е невозможно. Во Македонија нема бугари. Не може такво нешто да има. Јас многу често раскажувам одличен аспект една случка на времето кога точно после завршувањето на богословие, тогаш требаше за казармата, за војска, регрутирање во војска за казармата и пополнувавме ни формулари таму. Во тие формулари јас тогаш уште претходно на пописот 2002 година, нели така беше 2002 година беше пописот. 2002, да. 2002 година за прв пат тогаш во пописот во богословие дојде не попишуваат, во тој попис се бев напишал бугарин по националност. Значи јас сум бил на 15 години, мислам дека тогаш, да, 15 години. И после тоа во бланката што беше во документот за казармата за војската, те после тоа ја тргнаа, веќе немаше такво. Веќе немаше војска. И тогаш во неа бев напишал исто во Берово бугарин по националност. Мене ме викнаа во тоа таму што се води представителство, војно представителство во Берово. Таму што беше началникот, не се сеќавам кој беше. И ми вели ти тука одека, ми покажа документот, ми вика ти тука си пишал бугарин. И јас викам да. И он ми вика ти знаеш дека во Берово бугари нема. Тука нема вика бугари. Не може вика си пишеш така. Треба вика да го сега да го тргнеш тоа. А мене тогаш ме примеа во Бугарија на факултет. И јас треба да заминам септември месец за студирање. И тогаш му кажав, види, јас нема да го тргнам, ако ти сакаш тргни го ти. И јас нема да го тргнам. Тоа така си останува, така, чувствувам така си останува. Но викам ќе видиш дека викам после некои години можеби дај Боже се сретнеме, ќе се збориме по друг начин. И тогаш го викна татко ми. За да може татко ми да ме убеди мене да го тргнем и да пишам, нели, знаете, друго. И татко ми за да избегне ситуација му вели а остави вика тоа дете вика сега што вика го замара сега остави дете она си пишал што си сака нели. Нема потреба вика да го такова, вика ти ако искаш вика тргни го, вика пиши што си сакаш таму. Како што е за жалост со многу така. Пишуваш бугарин, го тргаш, после пишеш македонец. Не знам зашто толку го чувствуваат како заплаха, како закана, тоа да влезат бугарите во уставот на Македонија. Значи може се да има. Не можам да разберам зашто да нема и бугари во конституција во устав. Затоа што нели Македонија веќе гради имидж на мултиетничка држава. Тя гради имидж на држава што има секакви националности во неа и поради таа причина мислам дека би требало веќе да не е проблем. Но тебе да нарекуваат денес во 2024 година луѓе дека бугари во Македонија нема, дека сме одротници, предавници затоа што по еден друг начин ние сме од Македонија, не изборуваме македонски, си ја сакаме државата Македонија и сите работи. И ако си бугарин, тоа е некако заплаха или закана за национална сигурност, значи имате проблем. Имате проблем. И тој проблем треба да мислите како да го решите.